денешен ден во 69-та година приврзаниците на Тит Флавиј Веспазијан, кој во Египет се прогласил за цар, во Рим го убиле царот Аула Вителиј. На овој датум во 1639 година роден е францускиот писател Жан Расин, истакнат представник на класицизмот кој во своите дела до совршенство ја довел француската трагедија. Пишувал со исклучително мелодичен стил. Автори на трагедиите Андромаха, Федра, Британикус, Берениса, Митридат, Аталија, како и на комедијата Парничари и други. На денешен ден во 1666 година умрел италијанскиот сликар Гверчино, припадник на Болонјската сликарска школа и водечки мајстор на барокот. Најмногу сликал цркви и палати, а особено е познат по композицијата Аврора во римската палата Касино Лудовизи, еден од најубавите примери на илузионистичкото сликарство. На овој датум во 1858 година во Лучи е роден Джакомо Пучини, по Верди најголем италијански оперски композитор. Светска слава стекнал со оперите Тоска, Мадам Батерфлај, Манон Леско и Боеми. Починал во Брисел на 29 септември 1924 година. На денешен ден во 1880 година во Лондон умрела Мери Ан Еванс, позната под псевдонимот Джордж Елиот, една од најзначајните англиски писателки. Авторка е на романите Воденицата на Флоси, Сајлес Марнер, Адамс Бит, Ромола и други. На овој датум во 1894 година францускиот артилериски капетан Алфред Драйфус бил осуден на доживотна робија врз основа на монтирано обвинение за предавање воени тајни на Германија. Во негова одбрана застанал писателот Емил Зола, а Драйфус во 1906 година бил рехабилитиран и унапреден во чин мајор. На денешен ден во 1895 година германскиот физичар Вилхелм Конрад Рентген ја направил првата рентген снимка во историјата, фотографирајќи ја раката на својата сопруга. На овој датум во 1908 година во Велес е роден Кочо Рацин, македонски поет и револуционер, еден од темелниците на современата македонска литература. Во 1939 година ја објавил стихозбирката Бели мугри. На денешен ден во 1917 година во Брест-Литовск за време на Првата светска војна започнале мировните преговори меѓу Германија и новата руска власт воспоставена по Октомвриската револуција. На овој датум во 1943 година се одржал првиот конгрес на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија, со одлуки насочени кон засилување на борбата против окупаторот и ангажирање на младината во создавањето народна власт. На денешен ден во 1979 година умрел американскиот филмски продуцент Дерил Френсис Занук, основач на филмската компанија 20th Century Fox и продуцент на филмовите Се за Ева, Вива Запата, Најдолгиот ден и други. На овој датум во 1988 година Јужна Африка подпишала договор со Обединетите нации со кој и дала независност на Намибија, последната колонија на африканскиот континент. На денешен ден во 1993 година Јужноафриканскиот Бел парламент формално ја укинал политиката на апартхеид, отворајќи пат за првите серасни избори во историјата на земјата. На овој датум во 1994 година италијанскиот премиер Силвио Берлускони поднесе оставка поради обвиненија за корупција. На денешен ден во 1995 година Македонија и Европската Унија воспоставија дипломатски односи.
На овој датум во 2001 година Хамид Карзаи во Кабул положил заклетва како председател на привремената влада на Авганистан. На денешен ден во 2005 година, Меѓународниот суд за правда во Хаг пресудил дека Уганда е виновна за воената инвазија врз Демократска република Конго и наложил исплата на одштета од 10 милиарди долари. На овој датум во 2017 година по кратко боледување починал доктор Јосиф Наумовски, истакнат интернист, кардиолог, хуманист и еден од основоположниците на конјичкиот спорт во Македонија.